Наоѓва, дишам пак, нема зрак. Не можам да знам, губам сјај, нема трак. Минута во круг, ти со друг. После неколку месеци принудна пауза и музичка илегала поради новонастанатата ситуација со пандемијата со коронавирус. Пејачите полека се враќаат во нормала и стартуваат со работа. Меѓу првите кои што промовираа ново музичко парче, непосредно по завршувањето на карантинот, е Александар Тарабунов Тара. Имено деновиве пејачот го пушти во етер видеото за темата Нема крај. Токму оваа премиера беше повод за да го поканиме да биде гостин во бекстејдж. А разговорот го стартувавме со сумирање на првични впечатоци од тоа како публиката го прифати синглот. Реално многу сум среќен што конечно го реализирав овој проект, зашто и моја, ајде да кажам, прво чедо, од кога почнав да учам да стварам музика, значи во моето домашно студио. И ова ми беше на еден начин како експеримент да видам дали можам да реализирам цела песна. Но сето тоа не можев да го реализирам без Роберт Билбилов, кој што ја направи комплетната слика на песната, за таа да звучи како што звучи. И што да кажам, режисер на спотот е Зоран Зонде Стојановски. Ние постојано се дружиме, секојдневно, значи разменуваме различни идеи. И на сите тројца ни е мило што го реализиравме овој проект. Макар кога видна све ни падна кана на срце. Интересно е тоа што Нема крај е делумно негово авторско дело. И прво чедо, кога канта авторството е во прашање. Сакав едноставно енергијата да пренасочам во нешто креативно и почнав да размислувам, бидејќи сите имавме доста време да се посветиме сами на себе. И почнав да размислувам што би ме исполнувало и тоа се случи така спонтано. Почнав да учам постојано, значи има различни лекции на интернет. Почнав тоа да го применувам во пракса, да испробувам работи, така. Ден за ден едноставно почнав да растам во тој поглед. Тара вели дека ова е само почеток на приказната наречена создавање музика за себе, но и за други артисти. Постојано творам и не творам само за мене песни, туку и да, спремаме нешто еве и за Огнен Здравковски, и колега и пријател. Така да сакам и он да испее нешто мое, има една млада девојка се вика Мила. Исто и за неј се спремаме, го спремавме ова за Макфест, али не знам сега дали годинава ќе се одржи Макфест. Така да творам. Видеото пак е дело на Зоран Зонде Стојановски, а истото изгледа како филм и собрани са позитивни реакции и критики кај публиката. Зонде мислам дека го направи стварно многу добро спотот. Кога го завршивме спотот, онака до сега не ми се случило да се ежам 5 секунди, знаеш. Така мислам дека добро си ја заврши работата, тоа е негова замисла, комплетно. Сега вие сте добро е што мислам дека тоа како филм, како краток филм испадна. Не е баш како спот, туку како краток филм и му дава дополнителна емоција и на песната и на. Некако во традиција прирасна во секое видео на Тара да се појави некоја убавица. Иако за момент помисливме дека можеби некоја од нив била или е некова идеална понежна половина. Се излажавме. Тара вели дека секоја девојка што ќе се појави кај него во спот се мажи, но за друг. Сите викаат Тара дека ти се појави некоја девојка во спот, после спотот или се мажи или станува водителка. Така ме зафркаваат колегите, така да до сега не сум завршил во врска со. Значи сопрузите се други, не си ти. Да, ќе ја видат на телевизија и не си ја пикираат. Тоа. Се шал. Значи, девојки, доколку сакате да се омажите, веднаш да се појавите во спот кај Тара. PS, шега настрана. Слушајте ја Нема крај и уживајте во новитетите од Тара кои доправа следуваат. Себе желано бегаш пак од себе, без мене. Ке се